Продолжуваме со една пракса која што ја сакате да ја воспоставите како парламентарно мнозинство. Односно, морам да напоменам дека со ваквите автентични толкувања на кои што бевме сведоци и во изминатиот период, вие всушност сакате да изменувате и дополнувате закони, односно не да се толкуваат одредбите од законот, туку вршите буквално изменување и дополнување на законот. Имено, интенцијата, согласно деловникот, не е да со автентично толкување се изврши измени и дополнување на законите, туку одредени нејасноти кои што се однесуваат на самите одредби во донесените закони, да се протолкуваат која била интенцијата на законодавецот. За да во дадениот момент гледаме дека овде се протолкува интенцијата, односно како сака да се протолкува од страна на извршната власт. Зошто? Бидејќи ова законско решение е донесено пред само неколку месеци со консензус, заеднички, на кој што работеле многу и наши колеги, и представници на Министерството, и представници на владата, така да усогласено законско решение со кое што се истапи пред собранието и истото беше заеднички усвоено. Сега, овде се врши една измена и дополнување кое што сакате да направите веќе стекнати права на вработените да им бидат укинати, односно, врз основа на автентично толкување кое што го предлагате, сакате да ги скратите правата кои што им следуваат на веќе стекнати права на вработените во Министерството за финансии. Имено во самиот закон, многу јасно и децидно, сакам да потенцирам дека станува збор, вели, вработените во органот на државната управа, кој ги врши работите што се однесуваат и така натаму. Значи, се работи за органот на државната управа. А согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, органите на државната управа како дел од извршната власт се основаат во областите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на државата и за ефикасно остварување на правата и должностите на граѓаните и правните лица. Сега, согласно овој закон, имаме формирано повеќе министерства кои што можат да бидат во состав на министерствата, да имаме управи, бироа, служби и инспекторати. Затоа зборуваме. Имаме формирано министерство. Значи, во составот на министерствата, ќе ве замолам ако да се дообјасниме, значи, во составот на државната управа имаме формирано повеќе министерства. Тоа ми беше збор. И сега, интенцијата на законодавецот била она што е номинирана, односно нормирана во самиот закон, дека во состав, односно сите вработени во органот треба да имаат одредени покачувања согласно законот од 30%. Сега вие со автентично толкување сакате да направите поделба, иако во составот на ова министерство, на органот, ваква поделба на класифицирање на плати согласно автентично толкување не може да биде. Зошто? Бидејќи доколку согласно исти опис и попис на работни места и попис на задачи, звањата согласно Законот за административни службеници, бидејќи тие се таму сите административни службеници, државни службеници. Значи, согласно закон, сите со на одредено место, на исто звање, со исти опис и попис на работни задачи, сакате да направите да не земаат иста плата. А со тоа го кршите и она што самите сте го предложиле, односно, како што спомна и колегата Бојан, всушност амандманот кој што сте го поднели тогаш е во насока како што потенцирав, вработените во органот. Овај амандман поднесен на самиот закон за буџети кога се носеше. На сето ова, не допре до вас реакцијата на сите оние кои што ги заштитуваат правата на вработените, односно и самиот синдикат на Министерството за финансии, кој што се закани дека доколку не се зголемат платите на сите вработени во Министерството, ќе се пристапи кон масовни штрајкови. Потоа сите релевантни синдикални организации го повикаа министерот да истиот го почитува позитивното законско решение кое што е на сила, односно актуелната состојба во кое што законот е на сила и со јануарската плата требаше да им биде покачена платата на овие вработени. Како што правите и во многу други институции, парцијално кај што имаше покачување и не ги земавте во обзир барањата на опозицијата за на сите да имаме покачувања
во моментот кога се покачуваше минималната плата, сите да има одредени покачувања, вие ги одбивавте и амандманите тогаш кога што ги поднесувавме, и во одредено решение кој што имаше консензус, сега сакате со автентично толкување да ги отстраните органите, односно да го поделите органот согласно она како што му одговара на носителот во извршната власт, односно на министерот. И затоа потенцирав. Интенцијата за автентични толкувања е која била интенцијата на законодавецот, а не на извршната власт. Во дадениот момент сите знаеме дека станува збор по насока на извршната власт на министерот, кој што во дадениот момент не го почитува законот, односно позитивните законски прописи, во кој што има покачување, односно законот за буџети, по насока на извршната власт се врши ова автентично толкување во насока да се ограничат и да се укинат веќе стекнатите права на вработените. Како што сите се залагавме дека треба да се унапредат правата на вработените, вие пристапувате кон укинување на овие права. Имено, сакате да ги поделите, еве јас ќе потенцирам, во составот на Министерството за финансии, бидејќи станува збор за Министерството за финансии. Тука зборуваме согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, во составот на Министерството се повеќе органи, односно Управата за имотно-правни работи, Царинската управа, Државниот девизен инспекторат, Бирото за јавни набавки, Управата за спречување на перење пари, финансирање на тероризам, Управа за финансова полиција, Управа за јавни приходи и Биро за стокови резерви. Видете, во самиот член, ако добро го видите и ако добро го анализирате, пошто вие овде го потенцирате единствено членот и ставот 2, но прочитајте го ставот 3. Прочитајте го ставот 3. Што вели? Управата за јавни приходи, Царинската управа и Бирото за стокови резерви имаат својство на посебно правно лице, а другите органи немаат својство на посебно правно лице, тоа значи се во составот на Министерството. И за нивните права и обврски, како прв човек одлучува министерот. Самиот закон ви го потенцира ова. Еве, и дополнително, еве, било кој од овде, нека каже дека дали постои закон, посебен закон за другите органи кои што се во состав. За Управата за јавни приходи знаеме дека се регулира со посебен закон, бидејќи на пред месец време некаде се донесе новиот закон за Управата за јавни приходи. За Царинска управа постои посебен закон, таму се регулираат правата и обврските. За Бирото за стокови резерви исто така има си посебни закони со кои што се регулираат правата и обврските. А на другите органи кои што се во составот, а немаат својство на посебно правно лице, ова е многу суштински. Се во составот на Министерството, но немаат својство на посебно правно лице. Тоа значи директен, предпоставен на секој еден вработен од овие органи е министерот. И затоа сметам дека сето ова што го правите и поделбата на самите вработени врз основа на вакво автентично толкување кое што вие сакате да го направите е во најмала рака дискриминација на вработените внатре во Министерството. И со тоа задоволување на насоките кои што ви се дадени од извршната власт, а не она што е согласно закон. Во дадениот момент, потенцирам уште еднаш, имаме позитивно законско решение, односно законот за буџети е на сила и треба истиот да се применува. И сите овие акробации со автентични толкувања, со уредби, со сите други пропратни постапки кои што ги превземате е само дополнително навлегување во проблеми, бидејќи овде сакате да направите дистинкција помеѓу исти вработени со исти права и обврски во едно министерство. Ова се прави, има систематизација, односно има систематизирање на работните места во министерството, во секое министерство. Не можете вие врз основа на автентично толкување да правите ова. Ова станува класично збор за измени и дополнување на законските решенија, кои што впрочем и претходно имавте обид со оној законот за игри на среќа, кај што сакавте автентични толкувања по насока на Артан Груби повторно да пристапувате со автентични толкувања да менувате закони. Секако и ова е директно по насока на извршната власт со автентично толкување да менувате и да изменувате и дополнувате закони, а сите синдикати релевантни, потенцирав и претходно колегата потенцираше дека реагира во однос на заштита на правата на вработените во Министерството. Затоа уште еднаш ве повикувам единствено
што треба, е да се почитува позитивното законско решение. Законското решение кое што е на сила. Секое непочитување на актуелното законско решение, односно позитивниот законски пропис кој е на сила, е противзаконски и затоа од синдикатите најавија дека ќе поднесат и кривични пријави против министерот за непочитување на законот, односно повторно потенцирам законот за буџети кој што беше едногласно усвоен. Благодарам.